Некои луѓе зборуваат, а некои оставаат ехо зад себе. Денес разговараме со човек кој создава поинакви приказни. Човек со радиофонична енергија, препознатлив стил и мисла што остава трага. Глас што те запира, мисла што те тера да размислуваш и збор што не поминува незабележено. Од радиото преку рекламите го препознаваме до страниците на неговите книги и можам да кажам денес разговараме со човек кој што создава поинакви приказни. Велам добре дојде за Александар Кукулев Сашко. Благодарам на поканата и благодарам на убавата најава. И морам да го пофалам овој подкаст кој ако почна да живее, сега почнува да расте и се чувствувам мощно пријатно овде во ова студио и можам да кажам дека сум импресиониран од се ова што го гледав, искрено да кажам, не очекував дека ќе наидам на вака квалитетно направено студио. Ти благодарам. Сашко Александар, така се знаеме одамна. Многу одамна. Уште од моите детски што се вели чекори во радиото, јас бев тогаш во Радио Сибиен, вие бевте екипа Радио Велес. Тоа само кажува колку сум стар. За мене примери што се вика на новинари, така филата што бевте, новинарска, водителска. Драго ми е што те имаме за гостин. После неколку книги, еве конечно. Навистина, кога те видов, ми се допадна и бечот и мајцата. Централ, делит на сите проблеми. Да, продолжуваш да чекори со абсолютно. позитивна мисла, енергија, како и секогаш. И навистина, кога ќе се сетам на тебе, нели покри за книгите што ќе разговараме, морам да ги споменам моментите на твоите воодушевувачки реклами, мисли, изјави, енергија што ја пренесуваш. Тоа со рекламите беше еден сосема случаен момент во Радио Велес. Рекламите беа такви какви што беа. Сега мораме на гледачите на овој подкаст да им акцентираме дека јас почнав со радио 90-тите години. Една држава заминуваше, друга се раѓаше, ама менталитетот малку не го следеше тој тренд, па побавно се менуваше. И тоа беа некакви соцреалистички реклами. Дојдете, уверете се и така натаму и така натаму. И сега знам некаков бутик беше во прашање и као ајде пробај ти. Пробав. И после тоа па сигурно едно 500 реклами сигурно во мојот живот помина. Ама мора да знаат сите што не гледаат во овој момент дека никогаш не сум направил реклама по директива. Ако мене ми е блиска темата, ако мене ми е блиска фирмата, ако мислам на прва дека би можел да создадам некаква приказна, тогаш се нафаќав. Инаку не. Не знам колку пари на светот. Ако не уживам во изработката на реклама, нема реклама од мене и тоа е тоа. Мислам, парите си се пари, ама не дека ја имам некаков ригиден став сега. Едноставно не се пронаоѓам и обично не ги сакам местата на кои не припаѓам, така да. И сега, нели, се поставува прашањето, јас сам си го поставам прашањето, што е квалитетна реклама, бидејќи во презент, ја верувам дека, ако не половина град, тогаш 1/3 од градот се уште се сеќава на некоја реплика од некаква реклама. Мене ми беше навистина предизвик да јас ке наречам игра, низ игра да се дојде до ефектот. Филип Котлер има еден лик што се гуру на светскиот маркетинг и така натаму. Своевремено, не знам, по 300 евра, по 400 евра се наплаќаа неговите семинари во универзална сала во Скопје. И на прашањето што е добра реклама, која е најдобра реклама, Котлер вели да најдобра реклама е таа на која во моментов се сеќаваш. Так. Значи, јас се сеќавам на една многу добра реклама, знам дека спалните ги испробувавте. И никако нема да мислете. Спалните ги испробувавме, па после беше бойлер и Динамо Леов. Имаше една реклама за жито за маслодајна направена. И си играв со производител, значи не знам, тука има зејтини, тука има локум, тука има таа налва, тука има не знам што.
И приказката беше се прави свадба и во рамките на свадбата сите овие производи се употребуваат. Арно, ама сакав оноа народски, нели, ја до ден денеска не ги владеам многу, не знам што е золва, што е, арно, ги употребив сите тие, золва, свекрва, не знам, зет, не знам, какви се, не знам, старејко, деве, сите фамилиарни тие титули. И гледај сега, ме среќава една, ја познаваме, не би го споменувал името, бидејќи не сум ја прашал за да ја споменам. После рекламата ме среќава на улица и ми вика, види нешто да ти кажам. Ти викаш дека госпоѓата што ја прави храната на свадба, не знам, се вика акчиица, а госпоѓата, нели, во старо време, кога имало и смртни случаеви на погреби, нели, а госпоѓата што спрема храна на погреби се вика месарија. И гледај, толку длабоко влегла во суштината на рекламата да ги пронајде тие односи фамилиарни кој, на кои ја апсолутно не размислував дека ги прави. И само уште една работа имам да кажам. Ти одржа лекција да ги разбереш. Да, ми одржа лекција за тоа, ама и јас научив нешто. Така. Беше лето, после таа реклама, нели имаше на едно место попот викаше не јадам, ама пак си касна две парчиња таа налва, да речеме. И сега одам во една кебапчилница, летно време, одиме на бабуна и сега да не печеме таму скара, ќе земеме од тука и така натаму, влегувам, нарачувам и ми вика за 10 минути. Дојде, одам за 10 минути, ми го дава кесето и кога гледам на кесето пишува за попот. И викам, господјо, погрешно е кесево, од ја нисум поп, ни ме викаат попот, и ми вика, абе за тебе е, вика, заборив како се викаш, ама поради рекламата за попот што не е и вика, затоа така да напише. Се добил титулата. Апсолутно. И значи да има поента се тоа што кажувам, значи никогаш не сум направил реклама во која не уживам. Ако се забавувам јас додека ја правам, тогаш и рекламата ќе биде успешна. Так. На сила никогаш не сум направил ништо. Како и да е таа креативна радиоенергија, мислам дека на сите ни не достига. Јас бев 12 години кога започна во радио. Вие бевте, не знам, ете, некоја радиофела, тогаш во Радио Велес и други новинари познати што сте од градот. Тогаш што бевте, нели? Но ти не достига ли радиото? Многу. Најубавиот период од мојот живот беше периодот поминат во радио. Со радиото или кликнуваш, или не кликнуваш. Јас знам дека имав и колеги на кои нозите им се враќаа кога одеа на работа, а јас буквално секој сабајле летав до... Прво и основно, таму имаше концентрација на страшно интелигентни луѓе. А ти си млад човек, 18 години, подзинат, имаш од кого да учиш. Так. Второ, имаше пријателство. Трето, имаше професионализам, као што го нема денеска. И од денеска многу лесно се доаѓа пред микрофон. Јас се сеќавам на 2 минути некој ми дадоа у звучно огледало на Петре Печков и кога испаднав од радиото мислев дека сите во мене гледаат и сите викаат еве го овој што се појави на радио. И траеше мојата радио приказ на 18 години, ме однесе на многу места во светот. Многу му дадов и многу ми врати. Јасно. И само да кажам нешто. Земав плата 7.000 денари и бев најбогатиот човек на свет. Искуството плюс и енергијата. Искуството, енергијата, арно, ама, значи, најубавиот период во мојот живот беа тие 18 години радио. Ја го започнавме овој разговор со, нели, радио моментот твои почетоци, но дефинитивно поголемата инспирација беа твоите книги што ги имаме. Ке дискутираме и за нив. Ова со радиото беше момент за најава затоа што гласот кој што го носиш, нели, со себе, што го имаш, е нешто кое што мора да се забележи, да се продискутира, така да и тоа е поврзано и со твоите почетоци, останува тој впечатлив момент. Да, гласот е нешто, пошто те препознаваат. Те препознаваат, но имав и такви ситуации. Значи, луѓето мене ме замислувале висок, со мустаки, не знам, прокелав, не знам како. И кога ќе дојде ред да се запознаеме, да кажеме кој е кој во четивото, леле, ти ли си тој? Да, јас сум. Имаше една госпоѓа ме седна на улица и вика, ти ли си тој на радио што те даваат? Викам, да, мене ме даваат на радио. И така, има симпатични многу случки од времето на радиото, ама сите се со некаков интелигентен хумор.
за кои вреди стварно да се насмееш од срце. Јасно. Саша, важиш за еден урбан, нели познат радиолик, ете и писател од поново време, Се човек надевам, од дел од Министерство за култура, така денеска. Но важиш и во некои наслови како те нарекува Александрит во македонската поезија. Му благодарам на Пековски. Александрит во македонската поезија е најголемото признание што некој ми го дал. Му благодарам на вистина. Особено... Како се случи? Тоа беше на промоција споменато прв пат? Дојде во мојата Зоки е човек што е од културното милје, тогаш беше од културното милје во Битола, беше драмски писател, се уште е, сега е вршител на должноста директор на македонскиот културен клуб во Софија и сега е исто така многу активен. Издаваше некоја книга и дојде во мојата канцеларија, бев јас и две мои колешки и ми чита од новата книга, мене ми се допаѓаат неговите стихови. И викам, Зоки, не знам дали знаеш, ама јас пишувам нешто. Би сакал да слушнам. Јас ги сакам долгите форми, поемите, кај што можам да се изразам. И почнувам да му читам. И он кјути. Вика, ама те мразам, па ти пишуваш подобро од мене, човек. И викам, ја имам намера да ја издадам оваа поема, ми се чини дека Еригон беше тогаш. И вика, тогаш јас ке ти напишам предговор и го напиша предговорот. Се поклонувам пред неговото дело и искрено му благодарам. Така. Што беше прве, на радиото или поезијата, прозата? Поезијата можеби беше онака као... Или се надовар за... Пишував и тоа беше препознаено кај мене. Тогашната директорка на Радио Велес Виолета Гочева имаше прочитано нешто. Моја пријателка. Да, и до ден денеска мислам и пријатели сме на Facebook и поздрав до господа Вики, јас се викам. Поздрав ако ја гледа, поздрав најголем до неа. И таа го препозна тој мој талент, па ме повика таму. И отидов јас во Радио Велес, као денеска да се сеќавам, таква убава која што е дал Господ, со една шубара на главата ме пречека во канцеларија. Строга. Акцентирам уште еднаш, зборуваме за 90-та година, мислам, општеството беше сосема поинако. И врз основа на тие мои некои написи ме распореди во емисијата на Петре Печков, звучно огледало, и така почна се. Првен беше сепак пишувањето па радиото. Ке ги имаме и тие други новинари од Велес, посебно, доаѓени што се вели. Имаме сега обуки некои со млади, создаваме една младинска редакција, нова генерација која што ќе создава нови производи, посебно на дигиталните медиуми. Имаме некој нов банер да се пофалам. Одлично. Кај што ги имаме на едно место сите производи медиски што ќе ги развиваме се повеќе. Сега, во поглед на она што го пишуваш, најновото беше Цреша. Ќе одиме некако ретроспективно. Најново беше Црешата беше еден пик во мојот живот, еден врв во мојот живот. Што те символизираш или како се роди Цреша? Што е метафората? Црешата, многу мина веќе имат и прочитано, за оние што ја немаат прочитано, Црешата е една приказна за едно дете што има сега како да ги кажам, има посебни способности. Не е аутистично, ама има способност да комуницира со ентитети од другата страна на виножитото. Јас поубаво не можам да го објаснам тоа. И таа приказна ми ја раскажа неговата мајка. На почетокот, тоа е научна фантастика, тоа не постои, тоа никош не се случило и така натаму. Добро. Причината за таа негова способност е тоа што тоа дете е зачнато од една огромна љубов, од една прекрасна љубов, но, за жал, неговиот татко завршува трагично, со ужасна смрт,
во една голема фирма во Скопје. Детето се раѓа, главниот лик се вика Нико, се раѓа и од самото свое раѓање почнува да живее во музеј на спомени за татко му. Каде и да оди, иконографијата е таа, слики од таткото, слуша приказни за татко му и така натаму и така натаму. И тој се труди да најде начин да го забрза својот ум за да воспостави контакт со човекот кој никогаш не го запознал, а кој неизмерно го сака. И сега тука има случај, да не биде дека ќе ја прераскажам книгата, зошто сега му се случува него тоа? Поради едно проклетство од 1922 година, што се случило во едно село во Егејска Македонија, на прадедо на неговиот татко. И сега аманетот е, ако сакаш ќе ти кажам. Така, главно ми е оно да го доловиме и за вака се. кој е пораката што сакаш да стигне до... Многу убаво прашање и ќе се обидам да... Тој некој негов прадедо во Егејско чувал стока и една проклета сиромаштија. Единствено со што го ранел своето семејство со по една лажица млеко што успеал да го измолзе од овците, од козите, што веќе чувал. Еден ден една коза му се губи. И сега кај него ужасен страв. Како ќе каже дека нема коза, ќе му ја укинат работата, ќе го избркаат од работата и веќе ќе ја нема таа една лажица, сега зборувам и се целиот сум наежен, ќе ја нема таа една лажица која наутро им ја дава на своите деца и на неговата болна жена. И одлучува вака. Јас ќе одам во шумата да ја барам изгубената коза, ќе ја пронајдам и нема да ги вратам во селото вечер во овците, туку утре од кога ќе ги напасам, ќе ги вратам. Како што тоа обично бива, во шумата ја пронаоѓа козата што му фали и сега е намирен, чека да се раздени и веќе е зора, нели викаат најтемно е во зората пред разденување. И тука, значи според преданието, гледа околу еден стар даб како играат неколку прекрасни жени, оскудно облечени. Тоа е најубавата гледка што тој ја видел. И им се радува на самовилите што играат околу дабот, додека зад едното уво слуша, кажи колку си убави. Се врти и самовилата му вика, види сега, ти ги видиш што ги види, ама правилото е дека кој не види нас е последното нешто што го видел. Ке ти до тука беше твоето. Тој толку тажно им раскажува дека не желам за својот живот. Ама направете нешто, јас имам жена на која секој утро и давам по една лажица млеко и моите 3 деца ги ранам со по една лажица. Мене ми е за нив жал кој ќе се грижи. Да. Се смилуваат самовилите и му викаат окей, ние понатаму ќе бидеме последното нешто што си го видел, ама ти ќе бидеш жив. И не го убиваат, туку му го земаат белото видело. Он е слеп. Ама му викаат вака. Сега еве ти еден чапрак цреша. Кога ти ќе стасаш дома. Во амане ти оставаме вака. Овоа гранче цреша ќе го насадиш во дворот. И немој да воопшто да се секираш. И жената ќе биде подобро, и керките ќе си го најдат патот, ќе се омажат и така натаму. Аманетот е, како кој излегува од куќата, како која керка се мажи. Ќе си скрши гранче од црешата и ќе ја насади таму кај што е. И како ќе имаат нов пород, така треба оваа цреша да живее. Првиот момент, кога ќе се исуши црешата ке било кого, почнуваат несреќите. Така почнува несреќата кај татко му, не дека немаат насадено, не дека неговите родители немаат насадено, зборувам за родителите на татко му, не дека немаат насадено во дворот. Ама, бидејќи баба му правела сладко од трендафил и било малку простор во дворот, па ја пресекла црешата за да си насади трендафили. И од тогаш почнува заплетот. Цреша од таму. И сега морам уште една работа да кажам. Обично на промоциите
доаѓа некој книжевен авторитет, па зборува за стилот на авторот и така натаму и така натаму. Кај мене дојде Огнен Неделковски за таа работа. Арно ама дојде и невропсихијатарот Елена Карева Пиловска. И она мене, која прочитала книгата, инсистираше да биде. И она, кога читала книгата, вика, ова е прекрасен пример за, она како што ја нарече, трансгенерацијска траума. И на никаква трансгенерацијска траума не размислував додека ја пишував книгата. Што е трансгенерацијската траума? Трансгенерацијска траума е состојбата во која јас и ти, како братучеди, не разговараме, затоа што нашите прадедовци некогаш се скарале за пола метро од дворот. Така. И нашите Како деца многу фамилиарни ситуации. И нашите деца ќе продолжат да не разговарат, затоа што не разговараме ние. И таа пизма ние ја пренесуваме од генерација на генерација. Тоа треба да престане. Оти носи само несреќи. И тоа многу убаво го објасни таа во обраќањето. И беше тоа прифатено, не знам, со воодушевување од публиката. Јас стварно не бев свесен. После завршувањето на официјалниот дел, па доктор Пиловска имаше најмалку 50 луѓе кои закажува кај неа некаков, не знам, разговор и така натаму и така натаму. Тоа е приказната. Така, јас кога ја видов прв пат книга, знаеш, која песна исто ме потсети на книгата Over the Rainbow. Да, апсолутно. Прекрасно да се... Да. И друг момент што нема да го заборавам, моментот на веселинка со децата на промоцијата го споминавме, нели, кога се видовме. Нели, јас сум Слашко Кукулев, нели, мажите не плачат и така натаму и така натаму. Арно, ама се гледа на снимката од таа промоција, како ми се тресе брадата. Јас една стотинка, ако имаше повеќе од песната, јас ќе бризнев во едноставно, тоа се такви емоции. Те гледаат во очи децата и ти пеат, човек. Тоа е, не знам. Од атомска структура ми се чини дека ме разложија и пак ме составија на Ти стана заштитен символ од црешата ми. И оваа цреша ми е поклон од некој од читателите. Многу сум среќен поради тоа. Драго ми е. Нели, ова е дефинитивно инспиративна книга и препорачувам на секој што ќе го гледа овој подкаст да ја прочита. Верувам дека ќе пронајде доста плюс инспирација и размислувања. Го спомена моментот, нели, за Егејска Македонија, сега тука ќе се вратим и кон едно друго твое дело, кој што е водената приказна за британскиот пилот на РАФ Патрик Маккензи, кој прв ги сторил тие напал бомби во македонските села во Егејска Македонија. Како се роди таа приказна? Јас живеев тогаш во Воден. Живеев во таа ендопска мала, кружно поставени куќи, ликови засебни и многу интересни што живеат во секоја куќа поединечно. И јас секоја вечер разговарав со нив. Сите ти имаат своји приказни. Знаеш, ние знаеме кои се рефлексиите од граѓанската војна во Грција и, нели, обично кога ќе се спомне егејското прашање, тука има тажни песни, тука има жени во црнина, тука има, и знаеме дека одреден број, што воопшто не е мал, потомци на децата бегалци од Егејска Македонија, живеат со таа траума. Арно, ма никогаш не сме помислувале што е тоа што се случува со тие што останале таму. Нема да мислиш дека тие не преживуваат таква, јас ќе кажам, секој собствена голгота, собствена семејна голгота. Многу и таму се има врежано, настаните од граѓанската војна, се имаат врежано и во животите на луѓето што се останати таму. Прекрасни ликови запознав. Значи, буквално филмски ликови. Од, не знам, господинот Ставре, од господинот Мичо и така натаму и така. Интересна е приказката за господја Марија, чии родители си убиени од страна на капитан Стелјо, само поради тоа што зборувале македонски јазик таму,
И таа беше многу интересна жена. По цел ден беше потпрена на бандерата. Сабајле ќе дојде и ќе се потпре на бандерата и така е до вечер. И сега, нели, првиот ден ја гледаш, вториот ден ја гледаш и прашаш, добро, што е со женава? Вика, упорно секој ден ги чека мајке и татко и да се вратат. Таа жена имаше тогаш 65 години. Може да замислиш тој живот. За таа жена, госпоѓа Марија, грчката држава не ја кооптирала во системот, она не знаеше грчки да зборува. Едноставно, тоа и беше нејзина работа. Така. Она ќе се потпре денеска поради тоа што туку зверски се убиени мајке и таткови и она упорно ги чека да се вратат. Таа е еден од ликовите во книгата. Бев во Русилово. Русилово е едно село во близината на Воден и таму имаат они една интересна како да кажем, една интересна реченица што ја говорат за себе. Велат, сите се руси во Русилово, сите се плави, сите се бели. И Патрик Мекензи е пилот на РАФ, тој е шкот, кој прв го истура својот товар од напалм. Напалмот е едно ужасно соединение, се додека е во контакт со воздухот гори. Да, значи. И да речеме, јас сум ја слушал баба ми, она не знае може би не знаеше тогаш да рече напалм. Како вид бомби да, се... ама викаше, Сашко, земјата гори, водата гори. Каква е таа бомба? Човекот доаѓа 89-та година во Русилово, на општо изненадување на малобројните жители. Не знам сега не е на истото место каде што било за време на војната, малку е понастрана, не знам, 50 на кујки, можеби 100 еве. Доаѓа непознат човек со такси, испаѓаат една госпоѓа со голем шешир и испаѓа еден 80 годишен старец и буквално паѓа на колена и влечејки се така на колена, оди во првата куќа и почува да зборува нешто, не знаат сите англиски, нели, како и во нашите села. И се обидува таксистот да преведе на изненадените домаќини од првата куќа и го им кажува, вика вака, овој човек е пилот од Втората светска војна и граѓанската војна во Грција. Овој човек единствено на што се сеќава е дека го бомбардирало ова село. Од картата, од мапата, Русилово и таа. И дојде да ви се извини на сите. И сега, знаеш каков напор е тоа на коленици ти да одиш да се обидува да стигне до втората куќа, ама тоа е веќе се раскрвавено, тоа е се веќе. И доаѓа брза помош да го земе. И госпоѓата што ми раскажуваше приказката во Русилово, вика, тоа беше прв пат кога брзата помош одеше полека. Инсистирал да оди полека, сите во селото да дознаат дека е дојден да се извини. Така, да биде извинувањето за сите. И, нели, како викаат, и умирачката не е лесна кога имаш голем товар на душата. Тој после санирани му се повредите, па после од Солун лета се враќа во Шкотска и таму умира во болница. Арно, ама многу полесно, бидејќи го направил тоа што сметал дека му тежи за да замине од овој свет како Ова книга ми беше човечко посебна битие. инспирација за денешниот разговор, зашто потатко потеклото ми од Егејска Македонија, нели од другиот дел од драма Зрновци. И ги знам овие сите книги за приказни. Колку мислиш дека загребуваат у денешното време сите овие или се зацкриват сите тие приказни случувања, страдања? Многу од младите луѓе не знаат, не. А може би и подобро да не знам како да кажам, нема мислење. Сега од една страна тоа не значи дека ние треба да ги мразиме грците денешни и да ги сметаме за непријатели. Арно, не треба да заборавиме, бидејќи стварно е ова еден ужасен дел од македонската историја. Може би се уште се темели на тие поранешни основи, кај на се големината и да простиш и да продолжиш, но да не заборавиш. Нешто кое што да не заборавиш, бидејќи значи ако му тежеше на Патрик Мекензи, тогаш
им тежи уште на многумина, можеби се изречени. Можеби од таа тежина сакате да го зацкријат сето тоа прашање да не се зборува, но јас сакам да верувам дека и во европски рамки ќе се отвори се повеќе за Најмногу Ја би сакам го рекол да и верувам. геноцид можеби што е извршен кон македонците. Најмногу сакам да верувам дека е така. Арно, знаеш како? Водената приказна веќе ништо не може да ја врати. Да. Таа е издадена, таа е испечатена и луѓето ја имаат, па нека биде едно сведоштво за тоа време. Јасно. Сега пред месец дена бев и во Марсеј и другата твоја книга што ми беше посебно интересна исто беше за убиството, како беше насловот на Патувањето на Петар Петар Келемен. Келемен, Да. да. И за убиството на Александар Караѓоргеви. Како се роди таа приказна исто? Знаеш како? Дали по архивите нешто усмисла приказни? И архиви, и овие податоци? историски групи, и Па лични се контакти. погоди да бидеме на местото, со мене шоферот ни беше човек кој што негов дедо бил дел од гардата на Александар Караѓоргеви и баш отиде да го види место каде што извршен атентатот и ми беше сега интересна инспирација плюс еве и поврзување за овој разговор. Никогаш, тоа е приказна што никогаш не е завршена и нема да биде завршена уште долго време, се додека балканските народи не седнат на маси да се погледнат во очи и да поразговарат малку на таа тема. Нели, 90-та година, национален романтизам, не знам, почнуваме да слушаме песни што не сме ги слушале до тогаш. Меѓу другото и песната за кралот Александар. Еве ти ја крал, еве ти ја Македонија, букет во рака, револвер во букет. Ама кога ќе се обидиш сериозно да разговараш со некого за таа случка, ние првен тогаш немавме интернет. Сега е многу просто и едноставно. Така, се отварат и Да. архиви и се е Кога подостапно. ќе пробаш со некој да разговараш, еден ти кажува вака, друг ти кажува така, и јас сватив дека ние уствари не знаеме што се случило во Марсеј таа 1934 година. Па добро, ако не знаеме, јас имам една своја теорија дека секој од нас има некаква мисија на земјава и зошто е роден, па ја тоа го препознав како моја мисија. И почнав да истражувам, почнав да контактирам со луѓе, и со и ентузијасти, и со луѓе кои се професионално определени да бидат историчари, завршиле на престижни факултети, високообразовани институции и почнав полека да збирам граѓа, бидејќи во Македонија ти не можеш да најдеш архивска граѓа по тоа прашање, бидејќи во Македонија тие 30 години нели не излегувале весници на македонски и се што било од кралството првен СХС, па после кралството Југославија и така натаму и така натаму. И го напишав Петар Келемен. И сега, хајде ќе го напишеш, окей, си се охрабрил, па си почел да пишуваш и си го напишал. Ама сега треба да најдеш некој што го дели твоето лудило, за да му дадеш да прочиташ што си напишал ти. Не знам, не велам дека нема луѓе кои не им е важно кој што ќе рече, ама јас знам дека кога пишувам, дека тоа што сум го напишал ќе го прочитаат и луѓе со, не знам, основни познавања, па и ниту основни познавања, до доктори на науки што имаат темата во Мариот прст. И ти не смеш да си дозволиш да бидеш пишеш што апсолутно да пишуваш било што, бидејќи на крајот на криштот да го ставаш твоето име таму. Сега не знам, може има и такви некои името ништо не им значи, ама. И се сеќавам со Владко Тевчев бевме на пети спрат во синдикатот, таму имавме и они има као дописен центар на А1 и јас имав своја канцеларија таму и му читам. И вика, брат, чие е ова? Вика, кој го пишуваш? Викам јас. Па добро, зошто ова не е издадено? Викам, Тевче, ја не сум, викам, историчар. Како ја сега да зборувам за оваа тема? И почна, ова мора си да... И така, ја издадовме... Оној пушап некојаш е потребен за да се случи да. раѓање на дело. И морам да ти кажам една работа. Испаѓа книгата, тука ги правевме промоција во куќата на Касапови. Прекрасна промоција. Препосетена. За еден човек што отишол во Скопје, промоцијата ја правиме во дом на Арама. 250 луѓе имаше присутни. И промотори на книгата
во Скопје беа Фердинанд Оџаков, тогаш началник на војното разузнавање, Александар, како се викаше, многу трагично почина, многу млад историчар, беше директор на војниот музеј, не ми текне на презимето. Оливер, да, и они тројца. И во публиката, меѓу другите, војниот аташе на Америка, војниот аташе на Англија, не знам, војниот аташе на Германија. Значи, книга што предизвика интерес во безбедносните структури. Што ќе се каже, затоа што и Ама делото е меѓународно. Јас на ни воопшто не помислував кога ја пишував книгата и дека и ги имам и фотографии од таа. И доби тоа еден одек, имаше прилози на, не знам, на А1, на Канал 5, на, не знам, тогашните телевизии. И првиот тираж се разграби веднаш, буквално се разграби на патувањето на Петар Келемен. И сакам да кажам една работа во врска поврзана со таа книга. Таа книга треба да доживее филмско платно. Значи, јас знам дека србите снимија Александар од Југославија, една серија, што е добра на крајот на криштата. Ама ние имавме можноста преку таа книга нашата верзија на случувањата од таа 34 година да ја пласираме на другите балкански земји. Ние таа можност ја пропуштивме, но не до крај. Ако тука, во серијата Александар од Југославија, акцентот е ставен на фигурата на кралот Александар Караџорџевиќ, ние можеме да снимиме филм во кој акцентот ќе биде ставен на задкулисните случувања. Од еден атентат не се прави Нема така. случајност, јасно. Му текнало на некого, ќе одеме да го убиеме кралот. Не. Таму има работи што се случувале. Но кога се ќе се собере и кога ќе се одземе, тоа е еден светски заговор при кој српскиот монарх требало да умре. Јасно. Мене, мислам дека беше филмото и под прикритие или не, за Балканов, за случувањата беше поврзано Сенки над Балканот. Сенки над Балканот беше, да. Имам и за тоа една интересна приказна, ама нема да ја отворам таа тема, бидејќи ми е болно. Јасно. Добро, сега начално прв пат нели те имаме во студио вака, само ги спомнуваме, подсетуваме за твоите дела, за да инспирираме луѓето да ги најдат, за да се прочитат, зашто вредат. Да. Вредат. Да ги најдат, да ги прочитат, па да ги споредуваат со се друго и што прочитале и што виделе во меѓувреме. Така е, сега интересен момент кој што е како некоја етикета на Велес, имаш книгата и за како го избравме американскиот председател делото. Да. Така и како се родеете па таа книга? Мислам, инспирација се... Ама не, Велес го живееме сите знаеме што се случуваше во овој град. Сите знаеме што се случуваше и тоа беше светски феномен. Мислам, никој не може да избега од фактот дека на Хилари прави, тоа може да се најде на YouTube, дека прави... Така, филмови, Disneyland, CNN, BBC, сите дојдат. Хилари Клинтон прави пресконференција на која вели дека една група на тинеџери од некој Велес таму во Македонија. Велес во некоја Македонија влегле, направиле упад во алгоритмите на изборниот систем на најсилната држава на светот. И тоа е факт, тоа секој може да го види. Ама низ таа приказна што во принцип ги влече современите читатели, се обидов и мислам дека успеав да протнам уште 3 други приказни што јас сакам читателите да ги знаат. Така што таа книга е, не знам, и преведена е на англиски, нели, и се продаваше на Амазон и така натаму. Сосема пристојни тиражи достигна. Јас сум многу задоволен. Секоја книга е роман сам по себе. Штета што оваа држава не се снима. Штета. А инаку, и атентатот во Марсеј, и како избравме американски председател, тие се светски теми. Тие ќе бидат исто интересни и за некој во Германија, и за некој во Америка, и за некој во Македонија. Понатаму,
атентатот во Марсеј. Светски настан. Јас тврдам... Што ги придвижил случување Како и за како светската војна. Јас тврдам дека таа 1934 година е започната Втората светска војна. Со тој настан, со атентатот во Марсеј. Бидејќи тука се италијанските разузнавачки служби, во Германија се одвива акцијата Тевтонски меч, тука е вечно заинтересираната Велика Британија или Англија, како сакате, за случувањата на Балканот, наспроти растечкиот фашизам во Германија. Тоа се светски теми од кои навистина тврдам дека би се снимиле играни филмови кои неколкократно би ги вратиле парите вложени во нив. Едноставно тврдам дека тоа е така. Јасно. Ние тука го имавме Джейсон Мико, он беше и фондацијата член на извршниот одбор, но зборувавме и за вистината, каде е вистината, нели? Се отвори темата затоа што вака, ние како фондација веруваме дека тоа е искуство на млади, посебно е за книгата Како избравме американски председател. Инспирацијата е дека тоа е искуство на млади кои што пробиваат алгоритми, нели што се вика на светски сервери или се наоѓаат во таа дупка на недостаток на заштита. Успеа да направат нешто што е како дарба, нели тие нови вредности, IT skills и слично. Но повеќе би ние действуваме да се насочи тоа искуство кон позитивни нешта, кон позитивен контент создавање, затоа што не може да е инспирација, нели, ако нешто се случува и се прави меѓународен криминал. Да. Едно е ако се употреби некаде каде што е дупка, например и у правото некој бара дупка у законите за да функционира меѓу законите, но другиот момент е што можеби кога некој успеал да направи некои финанси што се мерат и во милиони, е потребна финансиска едукација, кај голем дел што кога се соочени со достигнување на милионски суми финансии, велам, ни за млади не знаат како да ги употребат или од парите да прават пари. Има голема вистина во секој сегмент. На крајот на криштата они не прекршија во тоа време не прекршија никаков закон. Тоа не беше правно се надоврза некои моменти, може и подоцна кај што група злоупотреби. Цукербергер таму пред Конгресот или каде веќе рече дека ово е млад медиум. Так. Може би тогаш не постоеле тие системи на заштита. Апсолутно. И не беа предвидени. Но тоа не стави малци и во некоја мапа на да бидеме на нивото на Бангладеш, Пакистан, на некоја црна мапа на листа за недостапност на платните системи за сите останати од IT секторот. За жал, брзо се совземаа. Па не знам дали се сеќаваш непосредно по изборите 2016 година во Америка, кога се случуваше ова. За пола година или за една година требаше да има избори во Германија. Германците беа ужаснати. Па затоа што се појави оние тајни снимки Меркел дека е следена и затоа има, мислам, нели јас не можам тоа да го докажам, ама нели градот зборува дека идат делегации, идат комисии, идат професионалци од таму да видат каква е заканата што од овде евентуално би можела да дојде на нивните избори. Така, јас многу добро се сеќавам зашто од Катар се врати баш и тука на еден хотел менаџирав, имав некои гости кои дознав од BBC, од јапонски медиуми, дојдени кога дозна дека сум од Велес, бара контакти. Од лица од Велес. Кога шпанците се интересира за оваа приказна, покрај останатите, ме поканија и мене, радио телевизија Еспањола во Скопје дојде специјално да го снима Сашко Кукулев за темата за како избравме американски председател и направивме убав разговор. Добро, тоа беше инспирација да се повтори тој избор. Тоа беше инспирација за многу и успеа, можеби, добро. Мене ми е на крај. Нема случајности таму, нема случајности, сепак е. Да ти кажам, след дека од една страна ми е мило што се случи тоа со Велес, со Велешани, бидејќи јас сум до безумство заљубен во овој град. Ја буквално се гордам со остроумноста и со начинот на кој Велешани наназад низ историјата, па и денеска наоѓаат начин како да. Наоѓаат начин, само мене ми е жал што сето тоа нема долгорочност или може, знаеш како еве јас за Ал Джазера имав пред година дена некој интервју, извадивме статистика, еве лично ќе ја повторам.
2023 година во Велес се влезени легални пари околу 110 милиони евра преку канали кои што се остварени заработки за случувањата во Америка. Значи тоа е една сума така на завидување, кај што еве буџетот на медиумите во Македонија е 20 милиони евра. Значи деца или млади луѓе во Велес успеле 110 милиони евра, тоа се официјалните финансии. А колку плюс нели финансии се и во други држави извадени било што? Не сум го знал овој податок. Да, Арно, верувај дека ми е многу убаво кога те слушам кога го кажеш ово. Тој е моментот што мене она што ми е пожал е што едукацијата финансиска што не постои или насоченоста да се свати како треба да бидат стандардите, што е легален бизнис, што е затоа што интернетот сепак гледаме ние дека и меѓународно знае да се покренат одредени дела, посебно кај што се работи за поголема финансиска структура и мрежа. Не знам, сакам да верувам дека голем дел од нив можеби ќе побарат стручна поддршка финансии како нивното искуство да се насочи кон позитивен контекст и тоа е потребно. Зашто дарбата постои кај нив, интересот постои, покажа дека можат со еден Google, Facebook да се носат, но не го знаев овој податок, ама претходно веќе повеќе. Не можам да го скријам мојот воски, ако е стварно така, браво. На со медиумите имавме сега еден настан и кога ги изнесоа податоци, гледаш дека нашите медиуми во Македонија живуркаат околу 300 медиуми со некои 20 милиони евра. Се викаш деца некаде, значи треба да ги викнат лекција да држат. Треба да дојдат во матичното школо, тука треба да дојдат како се прават пари. Убаво. Мислам, мене ми е драго, без разлика, еве, јас се надевам искрено дека ќе најдат начин како да ги реализираат тие пари, за да не бегаат некаде, бегајки од нешто. Зошто? И на овој град му се потребни, и на оваа држава и се потребни пари. Јас. Од тој друг момент, јас го дискутирам многу отворено и моментов, еве сега го имаме оној диспетчерски момент, customer care, грижа за корисници меѓународно, и тоа е више една мала фабрика. Да. Например, оној што е диспетчерскиот момент, кај што македонци менаџираат диспетчерски систем во Америка, некаде се вработуваат, да не претерам, околу 5-6 луѓе. Но тие луѓе ништо не добиваат поддршка за да го задржат бизнисот во Македонија, што е многу лошо според мене, затоа што ако ти треба работа на интернет, што ти е потребно? Интернет и компјутер. Ако, например, државата дава милионски суми поддршка за некои фабрики, инвестиции, Да. така за странци, 20-30 милиони, зашто не би поддржала тие луѓе тука за да го задржат бизнисот тука? Многу е добра оваа теза, многу ми се Да, и тоа не се случува, на тој човек му треба, например, за интернет и компјутери, ако не најде некоја поддршка или леснување тука, ќе го спакува својот компјутер, ќе го однесе некаде меѓународно, у друга држава кај што има англиско говорно подрачје. Многу ми се допаѓа као теза, многу ми се допаѓа и како еве, па најверојатно некој ќе не гледа и ќе не слушне меѓу другото. Не може јас и ти да го знаеме тоа, тој што е на позиција да одлучува да не размислува во таа насока. Мора да се размислува. Ова го споменав, например, за тоа еве да ги споредиме тие моменти, сепак си човек и урбан лик, кој што работел и медиумски сфери, колку е таа разлика од сето од минато до денешно време, како ги... Еве вака сега, мојот татко е роден 1939 година. Можеш да замислиш како почнувал, ни табла, ни креда, ни туку со стапче или како веќе. Па потоа, нели, како дете бегалец во Полска, па таму некое поорганизирано школување и така натаму, па абакус, па не знам, па првото радио, првиот телевизор, па првиот транзистор, па првиот телевизор во боја, па првиот, не знам, оние што ги имаше Commodore 64, Spectrum, првите компјутери, до ден денеска. Тоа е таков еден квантен скок во технолошкиот развој, во период од некои 70-80 години, тоа е страшно. И не викам дека сите го прифатија или се снајдоа, ама има луѓе, ако се во години, буквално го имаат, знаат да ги користат голем дел од придобивките од тие условно речено гаджети што современата технологија ги нуди. И браво за нив. А како се движи исто така со огромни скокови технологијата за воиднина?
Дел си е сега и од Министерство за култура, Да, така. да. Како ценише, колку е важна културата и литературата денес и колку се цени? Најважна и културата и литературата. Особено за нас македонците, да не бидам сватен дека сега нешто влегувам во некои тесни рамки. Литературата, значи во време кога отворено е нападнат јазикот, кога отворено е нападнат културниот идентитет на македонецот, јас на литературата, на библиотеките, на книжарниците, на издавачите, гледам како караули за заштита на македонскиот јазик. Да бевме можеби во некакво друго обкружување, можеби ќе размислував поинаку. Арно, ама сега, во моментов, моje лично мислење дека културните институции се едни од најважните институции во државата. А како може еден културен настан, например во Велес ги имаме Рацинови средби, не знам, фолклорен фестивал, како може еден таков настан кој што веќе трае со децении да биде на нивото на некој фестивал локален кај што имаме некоја трап музика, ако може и музика да се нарече, да дојде на нивото за да биде актуелна за младите? Има начини, има процедури како се прави тоа. И тоа може да го направи општина Велес во соработка со Министерството за култура. Јас бев и советник една година и во мојот мандат се направи еден таков обид. Ја искрено верувам дека до крајот на овој мандат на сегашниот градоначалник или еве ако не се случи на тој после него, дека и Рациновите средби веќе ги спомнавме, ќе си го добијат местото во културното општество што го заслужуваат. Јас, еве, и со тебе и со сите оние што не гледаат денеска. Еве, нека пробаат да го гуглаат Рацин на Google. Нема да не дадат ништо. Или тоа што ќе не дадат ќе бидат само трошки. И моje лично убедување е дека некој намерно го дозира Рацин. Зошто? Делото неговото дело. Еве, например, нека пробаат сите кои сакаат да ми веруваат или да не ми веруваат на ова што го кажувам, нека пробаат да најдат антологијата на Болкаде или стихови да најдат. Така. Јас имав едно издание од 67 година. Од 67 година. Рацин едно малечко книгиче, знам и со уште една страница, барав ко замена. Нема таа книга. 2026 година сме. Значи тој Рацин почна со енигма, заврши како енигма и сега споменот на него повторно трае со некаква енигма, со некаква нејасност таму некаде на крајот. Зошто? На кој му смета Рацин? Значи, но делото му е современо, например, делото знаеш како? Тие што го оспоруваат, нели, македонскиот јазик дека е 45-та, 46-та кога веќе, немаат одговор на, да речеме, една картичка што Рацин е испратил до некој свој член на фамилијата, каде што пишува на јазик на кој ние тогаш говореле, на кој говориме и ние денеска, не разбираш? Yes. И тука не може да кажеш дека он е ова, она, трето, пето и десет. Он е велешанец, он е македонец и тоа е тоа. Тие оспорувачите за него немаат некакво решение. Тоа е моје лично мислење. Так. Не мора да бидам во право. Има луѓе кои го студирале многу подлабоко од мене и така натаму и така натаму. Арно, ама јас сум сепак со некаква резерва. Прво, затоа што апсолутно го нема колку што треба да го има на интернет, а второ, ете поради ова. Со тебе, нели, одиме од тема во тема, може би делата ги разгледуваме, мораме да ги споменеме, сакаме овој подкаст за тебе да биде посветен. Благодарам, да. Но прв пат се ни гостини, затоа одиме од тема во тема, да отвараме интересни теми. Ке се вратиме повторно на твоето дело, ајде да зборуваме и за сценаријата, еве што ги пишуваше, го имаш Последниот македонец, кога зборуваме за македонската историја, култура, социолошки теми, го имаш делото и за Последниот македонец, патот до самоуништување. Последниот македонец, патот до самоуништување, тврдам дека тоа е... И залезот на сенките, да го споменам. Залезот на сенките го напишавме заедно со мојата драга и пријателка и колешка,
Таа е дипломиран новинар Анита Даева и долго време работеше и по медиумите во Сител и не знам каде на друго место. Ние тогаш храбро и глупаво веруваме, сега ќе ги кажам многу искрено. Ние храбро и глупаво верувавме дека таа 2000 и која година веќе Велешки театар треба да биде отворен со текст на велешки автори. Само тоа. Верувавме дека е правилно така, дека правдата тоа го бара од сите нас, и као автори, и како велешани и така натаму. И ние некои 6-7 месеци работевме на тој текст, Залезот на сенките. Го испративме на конкурсот што беше објавен по тој повод и така натаму. За на крајот Велешкиот театар да биде отворен со представата најважната споредна работа на светот по текст од Братислав Димитровски во режија на професорот Љубиша Ѓоргиевски. По лоша представа Велешки театар нема видено и нема ни да види. Значи, секоја чест и поклон до земја на ликот и делото на Братислав Димитровски. Прекрасен еден раскажувач. Арно ама. Делото најважната споредна работа на светот е 0 бодови. Знаеш колку пати е играно? Еднаш на премиерата и од срам се изигра утре дента и никој не зборува за тоа дело. А сега, не се, ова е најискрено што го мислам, воопшто не сакам да го спорам значењето на Љубиша Ѓоргиевски како режисер. Арно ама, зборувајќи сега на оваа тема, за еден од последните албуми на Клептон, критиката кажа вака: залудно трошење на талентот. Моje лично мислење дека режирањето на ужасниот текст, најдобрата споредна работа на светот, од страна на Љубиша Ѓоргиевски беше залудно трошење на талентот. Толку. Да. А последниот македонец? Последниот македонец беше последниот македонец еве вака стече. Последниот македонец е веќе 10 години. Четиво за применет македонизам. Тврдам. Последниот македонец е на увид на македонска на YouTube го има сега слободно, не знам колку го имаат видено, 400.000 луѓе, 500.000 луѓе, не знам колку го имаат видено. Ако нешто и се занимава буквално со темата Букурешт и Македонија по Букурешт до ден денешен. Никогаш никој не испадна јавно да рече стоп, овој дел од филмот не се согласувам, ова не е така, ова е вака. Во тоа го гледам ја успехот на моето сценарио. Јасно. Значи, ти предизвикуваш реакција. Одеше филмот на МТВ 2 пати, одеше по киносалите и така натаму и така. Знаеш која беше реакцијата по завршувањето на последниот македонец? Секаде кај што одеше во тој прв период кога гостуваше по киносалите низ Македонија. Завршува филмот штама. Луѓето дури Соочени со вистината. дури луѓето ќе поминат, не знам, 2 минути, 3 минути, 5 минути, ќе поминат, па ќе почнат да рекоплескаат. Некој буквално ги фаќа и ги става пред огледало. Нож до сршта. Еве да се видиш. Еве да видиш кој си. Јасно. Патот до самоуништувањето на македонецот е представен во тие саа типол филм. Тој филм, знаеш колку пари е направен? Со 30.000 евра. Со 30.000 евра. Наспроти милионски филмот. Арно, ама импактот во јавноста е немерлив. Со многу други такви дела. И јас сум многу среќен. Среќен сум на крајот на криштата што грото од тој филм го донесува пак велешани. И Дано Стевков е овдека. И на Владко Девчев брат му, како му беше името музичарот? Оливер. Так. Оливер. Јас, цела плејада таму од технички персонал од театарот, Јордан Хаджиков, Знатинов Джинот. Тоа е, иако
продукцијата е на Жана Лупевска на Trinity Production, а режисер е Илија Пиперковски, Охридјонче дете, еден режисер чие време доаѓа, заврши во Букурешт, и овој му беше прв филм. Ние направивме стварно ремек дело, што уште долго време ќе биде основна читанка, филмска читанка за историјата на Македонија. Уште еднаш, значи, можат нашите гледачи, ба сега видов да го најдат и на Да, YouTube, поставено. На повеќе, на неколку места го има веќе, така да го распре... Па луѓето сечат клипчиња сега од играните делови и така натаму и така натаму. Па и бугарите се нафатија. Тоа само говори колку за импактот на филмот врз гледачите. За која книга некоја твое дело би сакал повторно да видиш филм? Јас за сите би сакал да видиш. Ама знаеш како, јас сум стварно убеден дека ќе бидеш тоа. И кога ги пишувам книгите, јас нели сите сме со некакво проклетство родени. Јас сум роден со проклетството да гледам слики. И јас знам точно што се случува во амбиентот кој го опишувам, за да им го долувам на моите читатели. И добивам и пофалби од тоа, бидејќи те фаќам за рака, нема врска што се работи за книга, буквално ти си со главниот протагонист на книгата, ти одиш до него, ти чувствуваш дишења, го чувствуваш сонцето, го чувствуваш амбиентот. И многу сум среќен поради тој стил на пишување. Јасно. Саша, имаш доста и награди, нели, што се споменати, тука ги имам некои. Имам. 9 ноемвриски награди, така, Златна корија, 4 пати добитник на Златна плакета, денови на Македонско радио во категорија радио спорт, драмска програма, така повеќе се. Но, еве, каде наоѓаш инспирација во поглед на твоите дела? Мојата инспирација не е за награда дека се пише дело, така, но ги споменавме чисто дека постојат. Никогаш наградата не била на почетокот, никогаш. Инспирацијата, знаеш како, мене ме инспирира Велес. За Велес да го сакаш, треба и да ти врати, треба многу добро да го познаваш. Ја мислам дека сум многу добар познавач на Велес и стварно многу го сакам. Велес ми е една инспирација. Другата инспирација, сега кој како сака нека ја свати, јас сум стварно многу инспириран од Македонија. Македонија е таква една ризница на инспирација, тоа е чудо. Кај да погледнеш, кај да се свртиш, кај да црпнеш, што се вели подземја, да легува нешто. И мене не ми треба да размислам, значи знам дека никогаш нема да пишувам научно фантастични приказни, никогаш нема да пишувам приказни од иднината и така натаму и така. Арно, ама се додека можам ќе бидам веродостоен толкувач на презентот или на минатото на мојот град и на мојата држава. Јасно. На Македонија. На младите еве што сакаат да пишуваат, што ќе им препорачаш во поглед и на пишувањето и на инспирацијата, барањето и како да се остваруваат? Не знам колку сум јас компетентен сега, бидејќи Па младци и ти до душа. Да, во цветот на младост. Јас се плашам дека, мислам да се разбереме, не сакам да бидам никако подразбран како некои соцреалистички писатели кои на 70 години зборуваат за љубовите помеѓу, не знам, таа и таа или тој и тој или и не знам, некој ај на подкаст ме па дозволено ми е. Такви глупави некои ситуации кои едноставно не се случуваат. Мислам, тоа било во нивно време и готово работите се сега отидени на сосема 13 колосек. И сега он упорно, сега ја напишав книгата за ваа. Бегај бре, ало. Некојаш ќе те убедува да се вратиш тоа. Те убедува, не знам, вако, не знам, она му фрлила крпче, он е, ало бре, кај живее. А има уште такви. А тие ликови ги познаш по фризурите, не знам. Тие луѓе имаат такви фризури, ретро, тие се прскаат со такви мириси ретро. Ја не можам тие луѓе, не знам. Мислам, ги прочитувам, ама кога сакаат да се буткаат кај што не име местото, ама добро, сега нека... Има место за сите, под сонцето. Ама добро. Значи, никогаш нема да бидам таков писател, тоа да биде јасно. И
И дека сега на некој ќе му кажу, не знам, момче за Светлана или такви глупости, бегај. Не сакам никога да навредам, да не бидам погрешно разбор. На младите автори им препорачувам да бидат тоа што се, бидејќи ќе бидат успешни само ако се тоа што се. Се друго имаме видено. Ама те немаме видено тебе, тоа што си. Ти ако сакаш да личиш на мене, ти ќе бидеш копија на мене. Ама ако ти се обидеш мене да ми представиш некоја твоја размисла, некој твое видување, некоја твоја идеја, некоја твоја приказна, да ми ја раскажеш со твојот јазик. Јас патувам Скопје Велес, Велес Скопје во понеделниците и во петоците. Верувај дека јас сум се воодушевувал од млади луѓе, 17, 18, 19 години, што се веќе по факултети во Скопје, и користат велешки новоговор, со задршка, со акцентирање на самогласките. Тоа ми мене толку убаво, толку свежо. Ама запираме таму некое место, не знам. Викам, те молам, зборувај ми, не знам, ги познавам моите синови. Те молам, зборувај ми, сакам да те слушам. Велешкиот новоговор, па тоа е така надмено, така отмено, така урбано. Едноставно, викам, ја би можел не до Велес да ме носи кола, ја би можел да слушам сега тебе до Белград, не знам, до Солун, до Атина, до Гевгелија, до крајот на светот. Едноставно, музика за моите уши. И па се навраќам, да не биде дека сум сенилен старец. Значи, на светот не му треба тоа што ти го копираш од некого. На светот му треба тоа што си ти изворно, во твојата атомска структура. Тоа дај ми го. Тоа е оно што ќе недостига на вештачката интелигенција. Секогаш. Личниот креативен отпечаток. И исто така и поезијата. Поезијата е никогаш вештачката интелигенција нема да може да пишува поезија, затоа што поезијата не чувствува. Точно. Поезијата никогаш не допрела да почувствува топлината на женската рака во својата дланка. Никогаш не сретнала поглед со нечии друг полн со топлина. Вештачката интелигенција ќе помага таму кај што треба да помага. Самиот поим вештачка. Затоа е таа вештачка и затоа и поезијата и литературата, таа оригиналната ќе останат. Ја често сега зашто патувам и посебно кога ги гледам делата по музеи на еден Микеланджело, не знам, Пикасо. Знаеш, сваќаш дека тоа не може да се создаде, што се вели, ни по никаква вештачка интелигенција. Се може да е само некоја реплика или копија, но некој врвен уметник нешто создал дело или секој што создавате дело, знаеш дека е потребна посебна инспирација. Си дојдов доцна на телевизија филм Амадео Модилјани. Меѓу другото, кога ќе ти ја запознавам душата, ќе ти ги нацртам очите. И има ли поголема, не знам, што да правиме овеце? Еве, си фигурата, еве, ја гледаме, таковци, ваковци, ти си да сме некакви долги, широки, обли, коцкасти. Ама очите ќе ти ги нацртам, кога ќе ти ја запознавам душата. Точка. Со тоа е програмата завршена. Баш сакав да те прашам некој омилен стих, реплика, реченица, ама ова беше, мислам дека и повеќе од долу. Имам. Така. Например, најсилната љубовна, не знам сега, и онака скокаме од... Така да. Јас во мојот живот ги запознав музите на двајцата најголеми во македонската поезија. Кочо Рацин, бидејќи не знам се ти дали ја фати тетка Раца работеше во лично вака во библиотеката, тоа беше една госпоѓа со пунџица со сите тие работи. И 2000-та година, сега не знам дали беше не 2000-та, нема врска, ајде нека биде 2000-та година, во Софија ја запознав Бојка Вапцарова, музата на големиот Никола Јонков Вапцаров. Многу малку луѓе го знаат Вапцаров, многу малку луѓе знаат неговата судбина и така натаму, и неговата поезија. Жалам поради тоа, ама во едно од писмата што од Пловдив и ги испраќа на Бојка,
Јас ја прочитав најсилната љубовна изјава на светот. Во едно од писмата и пишува: Драга Боја, толку многу те сакам, што ми се чини, ако ги раширам рацете, ке полетам. Толку е просто. Дури понекогаш се дивирам зашто мене не ми текнало. Милион пати сум се почувствувал така. Кованица како. Да. Али замисли сега да ги раширам рацете, ке полетам. Толку изворно, искрено чувство нема. Значи, она беше една старица, две старици имам видено убави во животот. Едната е таа на Титаник што го фрла герданот од бродот, нели? Со такви модри очи. Ето таква беше и Бојка. Стерче, умираше и беше Господја. Умираше со марама на вратот. И туку ќе забега погледот некаде, ќе забега, па пак ќе се врати, па пак ќе ти каже нешто за не. Нуркање во минатото, убави нешто. Не знам сега колку е знаеш приказната. Сите ние на различен начин ја доживуваме смртта, нели? Гледавме таму Зелена милја, гледавме, не знам, Шошенк, Мошенк, не знам. И некои сега е осудени на смрт, се тегнат, не знам, се удираат од зидот, не знам, прават разноразни, не може да се помери со тоа. Вапцаров во предсмртните моменти бара од затворскиот чувар да му дадат хартија и молив. И на последната средба во Централниот затвор во Софија, кога се ракуваат, тој го тутнува на Бојка тоа ливче со песната Проштална, со стиховите на Проштална. И вика вака: Понекогаш ќе доаѓам во твојот сон, како нечекан и далечен гостин. Не оставај ме надвор на патот, вратата не затвораја. Ке влезам тивко, кротко ке седнам, ке го вперам погледот во мракот да те видам, и откако се заситам гледајки те, ке те бакнам и ке си отидам. Прекрасно. Кога спомна старици инспирација, сега ми запозна жената, знаеш на кој ме подсети разговорот на Светлана Христова и Оцик, лично кој запознав, големина од човек. На песна ме инспирираше, напишам Порта, баш посебно имам таа песна. Почнавме со стихови, повели. Нека останете за друго дело, зашто не ми се објавени тие моменти. Сакам посебно со ови, така посебна инспирација на големина на човек и Мене ми се чини дека баш е моментот да ја прочиташ ти, кога веќе јас од тука со стихови, па ти од треба да ја најдам некаде во компјутер, ги имам дефинитивно. Тешко сега да успеам. Во ред, еве. Знам дека ги имам. Ке памтат гледачите дека ќе остане дефинитивно. Но беше, знаеш, навистина е човек кој што како муза, така посебен за инспирација. Ретки се таквите жени. Знаеш како многу често се прашувам, постојат ли такви жени уште и постојат ли такви сакачи, како да ги кажам, не знам, љубовни како кажам, не го опишувам убаво. Често пати со оние се среќававме во Струга. Организира некој поетски настан, знам дека. И така еднаш ме вика: слушај, имам еден збор, вика, за тебе. Порта. И го тај зборот, само како збори се инспирира, напишав песна, еве сега ја најдов. Само дел: на големи зидишта под библиско небо направивме порта. Големи зидишта, голема порта, но не е тројанска, но сепак ја има, зашто некаде нема порта. Низ прозорот влегуваат светлината и мракот, низ порта гостите. Се отвара порта и наизуст збор добре дојде. Портата се затвора, наизуст збор за довидување. На големи зидишта и јас излегувам низ порти, некогаш повесел, некогаш потажен, некогаш забрзан, некогаш безцелно, и пак се враќам, отварам порта и тука сум. На големи зидишта, за неа пак на другите им велам: чукни посилно по портата да те чујам кога доаѓаш. Дигни го резето и портата сама ќе се отвори да те видам кога влегуваш. На големи зидишта, а јас баба ми не ја видов да седи на порта. Многу добро. Така, прв пат ја... Многу добро. Ето, сега ми текна дека... Благодарам. Ова се песни кои што ги имам напишано некој, така, и кои што, ето, очекувам дека скоро време ќе се издадат. Ми беше интересно да ја споменеме Светлана.
Така, прв пат ја прочитав оваа песна, ето во твое присуство ми беше Многу плюс добро, јас сум инспирација. благодарен. Многу добро. Да, и верувам дека наскоро ќе најде, ќе ми бидеш плюс инспирација. И ќе бидам за издавање, за- секако присутен на промоцијата. Да. Што е она ново што спремаш? Не знам дали да кажам воопшто, бидејќи не сум сигурен дали ќе се одлучам да му дадам јавност. Тоа е еден роман за кој однапред знам дека ќе направи големи турбуленции. Сега не дека не знам општеството ќе се потресе, ама има еден слој кој знам дека ќе биде ултра засегнат и нема да бира средства како да ми возврати. До мај ќе оставам да се убедам себе си дали сум спремен да сега да објавам тој роман. За сите што не гледаат, името на романот е Мара. Толку ќе кажам. Завршен е пред некои 20 на дена, еден месец, многу сум задоволен од сработеното, ама пак ќе речам, ќе се преслушам уште еднаш, дали сум подготвен за конфликт кој убеден сум дека ќе настане по издавањето на книгата. Мора да се крене прашина. Мора да се крене, ама нели сега сум дали тој мај да го поминам во редовни активности, планирајќи го летниот одмор, или да се занимавам со стрели кои едноставно знам дека ќе бидат упатувани кон мене. Ако не ќе одиме во Норвешка за плюс инспирација, Норвешка. споменавме. Ако има било каква можност, мене ми еден од детските соништа, тој пејсаж на раскошните фјордови во Норвешка, бескрајни прошетки и така натаму. Но и горе Аурора Бореали што ја гледавме. Прекрасно нешто. Кога небото танцува. Ги гледав сликите што си ги објавувал. Значи тоа се случува еднаш или Так. не се случува еднаш во природата, ама кај ние во континентална Македонија со ваков живот кој го живееме, дали на кој сме навикнати, еднаш или ниту еднаш се случува Аурора Бореалис. Имаме некои активности сега со млади, ќе спреме доста активности во наредните месеци. Би сакал со тебе да направиме некоја поетско, не знам, прозна ризница настан, што се вели. Ете да бидеш инспирација за младите, ке те покана, може да размислуваме и за тоа. Стојам на располагање апсолутно. Имаш големина на инспирација, на искуство, кое што би сакал да се долови до сите тие млади. Што би му кажал за крај на младиот Сашко пред 20 години? Би му рекол сето тоа што го правиш, дуплирај го, триплирај го, влегувај на места каде што си можел, а не си влегол, отворај врати со нога таму каде што си се обидувал да отвориш со рака, бидејќи овој живот е прекрасен и нема реприза. Прекрасно. Или не поштедувај се сине, а? Не, никако. Никако. Јас имав прекрасна младост, стварно ја живеев 100 на стат, ама сега ми е криво дека секогаш сум можел и 120. Јас. Александар или Сашко, ти благодараме вака што кокнавме од повеќе теми, разгледавме, ама оставаме простори за повторно да се видиме. Благодарам и јас. Мојот восхит од цела оваа приказка и понатаму трае и морам да признам дека ова е прв пат во која јас толку темелно и толку отворено сум зборувал за себе, па и за работи што ме обкружувале. Фала ти за тоа. Да, ти благодарам уште еднаш. Драги гледачи, оние што го гледате овој подкаст Форум Импакт, еве денеска имавме чест да ни биде гостин Александар Кукулев Сашко, глас што сме го слушале во реклами, во радио, глас што знае да раскажува приказни. Ве повикувам да ги пронајдете делата негови што ги споменавме, да се инспирирате плюс, затоа што тоа не само што се чита, тоа се и чувствува. Останете ни во добро до наредното видување.